2 ditë pas rëmues së madhe këtu në vend kalimin kufitar të Tabanovcës, dita e tretë duket paksa më e relaksuar pasi që nga 4 sportele që funksionuan 2 ditë, prej sot po funksionojnë 8 sportele të pikpakesave të kundërvajtjeve në trafik nga shtetasit e huajt, të cilët kanë kaluar apo kanë qëndruar në Maqedoni, por shumë prej tyre ankohen se aplikacioni online nuk po funksionon dhe ka shumë vonesa dhe pritje në 20 gradë Celsius për të paguar në për sportele. На третиот ден од спроведувањето на плаќењето на казните на Табановци од странски државјани кои се регистрирани од камерите на Safe City, во употреба е ставена и апликацијата за онлайн плаќање. Но многу од странците се жалат на проблеми со функционирањето на апликацијата и на недостиг од терминали за директно плаќање на шалтер со банкарска картичка, што ги принудува да одат во најблискиот град, во овој случај Куманово, за да платат доколку апликацијата не им функционира. In every normal country, you receive the fee at home. You don't have a POS here. Nobody knows nothing. So from today you have the application to do online payment. Do you know that? It's not working. We are uploaded that it's not working. It's not working. It's not normal in 2026 to have these lines at 40 degrees in the customs, really. You must, I don't know, it's not a European, but you have to do something. It's not normal to stay here. А не знам šta je, jednostavno su uzeli pasoše i sad čekamo kao ludi ovde na granici. Na plus 40 i kusura. Mislim, to je van pameti. Što vi velat? Što vi velat? Što vi pričat? Prekršaj. Ok, prekršaj. Provučeš karticu, platiš i ideš. A ne uliki narod čeka ovde kao lud. I am from Romania. I'm waiting to pay a ticket. I was very careful on the road. I think only once, maybe I had 6 kilometers over. Yes, over there, I got the ticket, so. Do you have any issues about this? For now, not. Just that I'm staying with my children here, my small children, it's very hot. Од Министерството за внатрешни работи велат дека од денес се отворени 8 наплатни места на граничниот премин Табановци и дека тоа значително го намалило времето на чекање за плаќање на казните. Од МВР со објаснување како може да се плати онлайн. Преку апликацијата странските државјани ќе можат едноставно и директно да добијат информации за сообраќајните прекршоци евидентирани со системот Безбеден град, да имаат увид во издадените прекршочни платни налози, како и да ги подмират глобите по електронски пат. По логирањето потребно е возачот да ја слика или скенира својата платна исправа и да ја внесе регистрацијата на возилото или возилата кои тој ги користи во нашата држава. На тој начин странските возачи кои со своите возила ќе бидат евидентирани дека сториле сообраќајен прекршок на територијата на целата држава, ќе можат навремено и едноставно да се информираат и да ја регулираат својата обврска без потреба од дополнително задржување на граничните премини. Со паметните камери при влезот на граничниот премин се читаат регистерските таблички на возилата и од страна на граничните контроли се запираат само оние возила кои направиле сообраќајен прекршок. Оние кои немаат направено прекршок се пропуштаат без контрола. Оваа база на податоци ги евидентирала сите прекршоци од 1 февруари кога стапи во сила системот Safe City, а се применува од 19 август, најпрво на граничниот премин Табановце, а потоа ќе се прошири на останатите премини, со цел да се запре секое странско возило кое направило сообраќајен прекршок.